Православните верници од српската заедница во Македонија денеска го празнуваат Свети Сава, првиот српски архиепископ. Света божествена литургија беше одржана во црквите во Тетовско. Верниците палеа свечи и кршеа колачи за здравје, среќа и беричет. Свети Сава бил основоположник на српската просвета. По примерот на Свети Климент и Свети Наум се обидувал да ги обедини луѓето. Роден е во 1169 година. Како младич чезнал за духовниот живот, поради што избегал во Светагора, таму се замонашил и со ретка ревност го поминула целоподвижнички живот. Немања го следал примерот на синот, па и тој дошол во Светагора, каде што се замонашил и умрел како монах Симеон. Свети Сава е действувал од кај царот и патриархот независноста на Српската црква и постанал прв архиепископ српски. Заедно со својот татко го подигнале манастирот Хилендар, а потоа и многу други манастири, цркви, училишта во посрпската земја. На два пати патувал на поклонение во светините на Светата земја во Иерусалим, ги мира своите браќа кои се карале за власт, ги мира србите со нивните соседи и создавајќи српската црква, ја создал и српската држава и српската култура. Внесува мир меѓу сите балкански народи, работа за доброто на сите, поради што е бил и почитуван и сакан сите балканци. Празникот посветен на Свети Сава во повеќе домови се одбележува како куќна слава. За нив празникот посветен на првиот српски архиепископ има посебно значење. Празникот е многу убав, голем, христијански прво. Сите, христијани кои се, денеска треба да го слава. Највише бил за децата. Свети Сава има тоа у литургија, дека било школска слава. Денеска сум кума во црквава, лепче, ченца, винце, така да дома после на еден ручек, најблиските и ние, така. Од 95-та година Свети Сава од тогаш до денес непрекинато се слави. Од тој чест денеска се одржа овде литургија, исто така и во Свети Кирил и Методија. Тоа е традиција и драго ни е што се испочитува. Свети Сава бил син на великиот жупан Стефан Немања. Ги презрел богатството, почестите и царското достоинство и се замонашил на Светагора. Се упокоил во 1236 година.